Господин Ангеловски, кој е вашиот коментар во врска што се сега повеќе во врвот и на функции се одбираат повеќе послушници и од друга страна, ево, пример најтазе за изборите овдека во Австралија, што беа историски. Значи, оние луѓе што најповеќе посакува да дојдеме до тој глас, но испаднаа да се разочарани. Нема врска со тоа, сакам да само да ослушнам мислењето, немој да мислите дека ве наведувам нешто да речете ето против, само сакаме дека некои работи се случуваат и се повредени патриотските чувства. И друга работа од патриоти во разговор на патриоти, кај се повредени блиската соработка на власта со бившите кодоши, со бившите удбаши, сега значи соработката му е на највисоко ниво што се вика и многу блиска. Кој е вашиот коментар во врска? Зошто е тоа за доброто на Македонија или нешто е? Прво, ајде ќе одиме поред. Прво, она што се случи во Австралија, во Америка и во Европа, значи во тие три изборни единици, се случи историја. Значи тука мораме да бидеме начисто. За прв пат македонците имаа право да гласаат, да изберат свој представник во македонскиот парламент. За жал, првичните детски болести се покажа и тука. За жал, не беше најдобро организирано. Најверојатно многумина од вас таму се незадоволни од она како сето тоа се одвиваше. Јас предпоставувам дека незадоволството кај еден добар дел од луѓето е големо. Меѓутоа, започна. Процесот е започнат и тој процес веќе не може никој да го врати назад. Тој процес само може да се движи напред, тој процес може само да се збогатува за еден ден да дојдеме во ситуација сите и таму да бидат задоволни. Нормално да бидат задоволни од условите за гласање, а не да бидат задоволни од изборот. Затоа што и таму полека ќе почне да се појавуваат 10, 12, 15, 20 кандидати. И нормално дека нивните гласачи, односно на оние кои не добиле, ќе бидат незадоволни. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека нашите македонци треба да ги задоволиме од условите и можностите за гласање, а тие самите потоа треба да си го најдат својот собствен избор. И кога го велам тоа, вие македонските патриоти во Австралија, според мене, требаше да бидете малку подобро организирани, за да денес бидете задоволни со својот собствен избор. Јас не ги знам најдобро и најточно состојбите, како таму се... Само накратко, памтете го, седете ми на мислењето. Како че имаш избор кога ти се наметнае личности, значи не избира за она ние што се залагаме, например, по мнозинството, туку ти се наметна и да мора да гласаш и дури обидувам нешто да правиме сега, ајде да одбериме од две лоши работи да го одбериме по малото зло. Значи така не бев необидувани. Дај бидна што бидна да одите работава, да тргните во историски чини да го одбериме помалото зло. Па ние не се залагаме за да го одбираме помалото зло, туку да го одбериме најдоброто, така? И се ни се случи наметнати личности, значи имаше кандидати со потписи, со пасоши, што право на глас, што застана кандидатот, тоа не беше во никаков обзир земено, туку се отиде да мора да бираш помеѓу она како што викат народната помеѓу магар и змија. За жал, истото тоа ни се случуваше на почетокот на плурализмот овде во Македонија во 90-тите години. Ја имавме истата теза, дајте да го одбереме помалото зло. Што сакам да кажам со ова? Тоа се тие првични детски болести кои мора да се преживеат. Вие ги преживеате на овие избори, вака или онака. Незадоволството е очигледно, евидентно, барем кај еден дел од македонците таму, очигледно пак другиот дел е задоволен со изборот, кој им беше, како што велите, наметнат. Меѓутоа, мојата идеја, мојата размисла е, дајте од денес да почнеме и да работиме за она што ќе ни се случи после 4 години. Дајте од денес да размислуваме како во Австралија да го избереме оној кој најдобро ќе ги представува македонците од Австралија во македонскиот парламент. Тоа ќе рече, од денес веќе треба да работиме и да делуваме во правец на оневозможување било кој утре, задутре да ни наметне негово решение. Значи, вие самите оттаму да имате можност да го изберете оној
кој ќе сметате дека најдобро ќе ве представува овде во Македонија. Доколку повторно се остават работите за последните 2, 3 или 5 недели пред изборите, верувајте ми дека повторно ќе се случи истото и после повторно ќе го имаме незадоволството. Значи, веќе денес треба да се работи како изборите да ќе бидат тут. Пред да одиме со оптимистички разговори, уште едно, ево тие сега трагични. Знаете, вие трагични работи, мислам за нас диаспората и срамен чин беше се амнестираја и терористите што масакрираја, а за нас уште потрагично беше што и пратениците од диаспората кренаја без трошка со ове два прста. Значи пратениките и од Австралија. Без да се помисли на родителите, на роднините, на тие масакрирани, на тие загинати. Кој е вашето мислење за овој чин? Значи, јас за мене лично и за мене како председател на партија, тоа е неприфатливо. Не може да постои амнестија за злосторства против човештвото. Не може да постои амнестија за она што зверски беше извршувано врз македонскиот народ, врз македонци. За жал, тоа е политичка одлука и политички чин кој се случи. Меѓутоа, политичката одлука, политичката амнестија, барем за мене, не значи и правна и кривична амнестија. Тоа ќе рече дека мора да продолжи процесот, мора да се поднесе до Уставниот суд барање да ја оцени уставноста на ваквиот чин. При тоа да се поднесат приватни кривични пријави против извршителите на тие зверства, кои приватни кривични пријави никој не ќе може да ги спречи, значи ниту политиката, ниту политичарите. Така да, искрено сакам да верувам дека виновниците ќе бидат казнети. Виновниците едноставно мора да бидат казнети, без разлика на политичката одлука. За жал, она што ни се случуваше пред изборите, односно, вие бевте сведоци дека неколку политички партии од десницата, кои јас лично во директни состаноци со нивните лидери, со нивните председатели, ги замолував да одиме со заеднички настап, за да не ја одземаме моќта на македонската десница. Да. Вие сте сведоци дека тие неколку политички партии одзедоа 50 на 60 или не знам колку илјади гласа, со што ја намалија моќта на представниците на политичката десница во Република Македонија, предводени од ВМРО ДПМН, во она што значи практикување на власта. Имено, сме сведоци дека се освоија 50 и неколку пратенички места, со што се малку се намали моќта на владеачката партија во однос со коалициониот партнер. И затоа што државата делува, ајде благо речено, да речем несериозно, во време кога целиот свет воспоставува една агресивна битка против тероризмот, во Македонија се изврши амнестија токму на терористички акти, со што докажавме условно речено една мала неподготвеност во битката против тероризмот. Сакам да верувам дека токму македонскиот народ, она што го реков на почетокот, кој представува коректив на, веќе почна јавно да представува коректив на нештата кои ги работат политичарите, дека токму тој народ ќе изнајде во себе сила да изврши корекција и на ваквата политичка одлука и дека многу скоро ќе бидеме сведоци на казната на овие нелуѓе, на овие зверови, кои најнечовечки, најнехумано, најзверски удрија по македонскиот народ, удрија по македонската држава. Мојата заложба е јасна и дефинитивна, и ако се наоѓаме како политичка партија внатре во владеачката коалиција, ние сме дистанцирани од ваквата политичка одлука и како таква не ја прифаќаме. А кој е вашиот став за пратениците од диаспората, бидејќи доаѓаат од демократски земји, со место да е таму да е представат оваа демократија, овој начин на размислување, тие го направија сосема обратното, како истото она што спомнавте вие, детската болест, значи и детски се понашаја, односно кренаја два прста. Значи, не само за пратениците од диаспората. Јас почитувам луѓе кои имаат свој собствен став, за кои партијата е рамка, меѓутоа не е закон, за кои партијата представува
можност преку нејзе да се реализираат и да допрат до онаму докаде што нели како амбиција го имаат. Меѓутоа, во сето тоа почитувам луѓе кои ќе останат со свој собствен став, ќе размислат за она што како изгласување треба да го сторат. Не се согласувам со луѓе кои прифаќаат партиска диктатура во донесувањето на одлуките и би сакал да верувам дека кревањето рака на пратениците од иселеништвото представува плод на нивна лична размисла и на нивен личен став. Би сакал да верувам дека си го поставиле пред себе како проблем амнестијата на албанските терористи, го поставиле ноќта пред да заспијат пред себе како размисла и сакам да верувам дека тоа е резултат на нивна совест и на нивна лична размисла. Доколку е поинаку, доколку раката е крената под притисок на партијата, искрено ви велам дека за мене е неприфатливо и дека тие луѓе еден ден ќе се преиспитаат себе си и најверојатно еден ден ќе се извинат пред македонците таму во иселеништвото за она што го сториле.